Една недела, а 8 починати од грип. Во просек по една жртва секојдневно. Тие се заразиле со вирусот кој се пренесува лесно, преку воздух со кашлање и лекивање. Најмладата жртва е дете на 12 години, која боледувала од церебрална парализа. За низината смрт и за уште еден починат повозрасен човек од институтот досега веќе објавија. За две од жртвите кои што починале од компликации предизвикани од грип, јавноста веќе знаеш, а останатите 6 се дел од вкупната бројка на 8 смртни случаи, кои што денеска во извештајот ги собраа од Институтот за јавно здравје. Епидемиолозите од институтот ги анализирале сите случаи одделно и откриле дека речиси сите од пациентите редовно оделе на контрола кај лекар заради други хронични болести. Најчесто дијабетес, понатаму различни коронарни заболувања, кардиомиопатии, речиси кај повеќето има хронични обструктивни белодробни заболувања, астма, кај еден пациент имаме хронично нефролошко заболување, значи заболување на бубрезите. Кога болните од грип се јавиле на лекар со вирусот, нивната здравствена состојба веќе била многу комплицирана. Лекарите не успеале да ги спасат. Најголем дел од 8 починати се повозрасни. Само едно детенце на возрастот во 13-та година, значи полни 12 години, и една млада жена на 26 годишна возраст, кај кој што се работи за претходно постоење на церебрална парализа, додека останатите се сите над 60 годишна возраст со различни коморбидитети. Епидемиолозите потврдија дека вирусот на грип го достигнал пикот во изминатата недела, но предупредија дека е можен нов бран на заразата, затоа што големо влијание за тоа имаат временските услови.